Океј, планот е лесен. Ки идеме од Palito Bay, што е горе на мапата, до некој да видат тука острови или што се доле на мапата без да се мавнам. И така се лодира во GTA Online и почнуваме со челенџот. Само да почекам едно 5 години само да се лодира. Океј, буквално чекав 5 години. Значи, мене ми треба брза кола, чекай прво да видам колку. Фул лоби. Океј, супер. Значи, ми треба брза кола, ама во исто време сакам и протекција. Ова ми е најпротектирана кола. Има Imani Tech со мисел Locan Jammer, има армор. Значи дека технички ова ми би било најдобро. Ајде, може. Значи, прво... Сега прашањето е од која страна сакам да идам. Значи, што е по сейф место? Ако идеме од оваа страна, од запад, ќе треба поише да вртам низ градот и како што како што гледаме во градот има многу мајмуни. Што значи дека технички би било поводно идење на оваа страна. Ама најголемиот проблем ќе ми биде сообраќајот. Затоа се зависи од моето возење. Зашто понекогаш само така ми се гаси звукот? Океј, небитно. Идеме од оваа страна. Иначе, правила се лесни, треба да идам full speed, без кочење, мислам, треба, ако стварно е потребно да кочам, иначе нема кочење. И без да се мавдам. И ако ме истапа некој ме распука, тоа се ваши. Идеме се. Почнуваме. Кола виде 114 мили на сат, што не знам колку е тоа, 170 можда километри. Нешто така. И, океј. Јас сум про. За ова викам, зашо ми се каси така звукот? 29 луѓе, дали има некој близина? Не. Чисти сме сега за сега. Како се доближам, како гледам горе сите таму. Еве сме се у градот, тука се приближувам кај казиното, има луѓе кај казинова? Има. Добре. Не, океј. Добро, се распука некој, плюс ова бизнес батл не можам да гледам. Океј. Полиции. Има и полиции. Ова е лошо. Океј. Добро, мисля дека немаше да успеам да вртам таму. Треба тука да... Добре, не. Говна. Океј. Идеме со чрај број 2. Зашто има човек тука. Добро, го правиме истото што го направив претходно. Само да не се мавам. Многу сум глуп. Идеме само. Има многу лоши кочници колава, а не ни можам да апгрейдам дека немам доволно голем левел. И ќе чекам да имам подобри кочници, ка глеј. Колку долго време треба да кочи? Ај, пуштиме радио. Ај, подобро не. Ке ми стат копирајт. Многу сум глуп! Океј, идеме со број 3, тест број 3 или не знам како да го кажам. Идеме со
потек 3, не ми дојде зборот. Да. Кој измислил GTA 5 NPC? Кажи ми, кој измислил GTA 5 NPC? Океј, потек број 4, во 2 минути од 2 други потези. Овој пат ќе пазам. Леле, јас стварно не гледам. Кор сум. Да пуштам светло, може ќе ми помогне тоа као Македонија што е задолжително преку ден светло. Зошто е така уствари? Стварно немам појма. Што ќе помогне светло преку ден, освен ако нема магла или нешто, ама. После мала сесија на пцуење, се враќаме во снимање. Говна, сладки, убави. Последниве 4 потези успеав да не поминам ни пола мапа. Јас сум стварно многу голем дебил. Добро. Сега ќе видите, ова ќе иде најако да се. Нај подобро така да не правам, да не лажам. Не, серверов, кој што гледам, никој не ќе многу да убива луѓе. Затоа сега за сега најголем непријател се овие NPC-ња и моето возење. Сега за сега добро. Да не уручувам, да не уручувам, бе. Да не урочувам. Колку летам? Не можам да видам сонцето на грешна страна. 113. Може в 119, не знам зашто толку се влече колава од нигде никаде. Океј, не гледам. Или па не сум фокусиран на колите пред мене и само си гледам да возам. Фала Богу стигнав пак до градот, што е напредок. Ама треба малце да пазам кај возам. Океј, значи идеме на широка линија, вака. На широка лента, не линија. Сега треба пазам, тука е ова, од ова требаше пазам. Сега се намалува на 2. Но зашто се намалува на 2? Тоа е лошо, тоа е... Јас сум јак. Френклин сака да ми се јави за пейнфон. Ама не, и да сакам да кочам, нема доволно јачина на кочење колава. Океј, кочи сега. Не треба тука да кочам, следна. Тука треба да кочам. С претходниот пат тука стигнав сега, да не стигнам пак до тука. Знаеш дека и овие знаци веќе бидат голем проблем. Мислев ке се мавнам у него. Жими се. Знаете како викаат до возачот е не до колата? Па ќе го истестираме тоа дали сум голем дебил јас или голем дебил е колата. Затоа ќе најдам јака кола со добри кочења. Што ствари би било ваа. Најдобро кочење и многу брза кола. И ова е од новиот Last Dose Update, затоа ќе истестираме дали е јака кола што треба стварно да се земе. Мислам буквално за без пари ја добиваш колава, затоа супер кола е и многу е побрза од другана.
Океј, потек број 6, така би требало. Имаме сега нова кола, ново колиште. Серверот умира малце по малце, од 29 се спуштивме на 20, што е добро за мене. И идеме. Малце има ниска суспензија, има кола што можда малце, мал проблем ќе има кога ќе идам, ако сакам да се качам некаде, затоа што буквално не треба ништо да чепнам. 120 брзина не е лошо. Побрзо од другата за малце, ама сепак. Двајца луѓе, да. Да, предходната кола буквално не вреди. Колата е буквално 1,8 милиони. Јас не ја купив, јас не сум голем дебил, не ја купив. Ја добив од казиното, што е јако, за без пари. Сепак е јака кола за да добиеш без пари, дефинитивно, ама за купување дефинитивно не. Дефинитивно не. И оваа мислам дека беше нешто 1,2 милиони, ама Свари, оваа мислам нова е уствари, да, ова е нова. Мислам дека само ја ставија оваа за без пари така да добиеш, ама не, нова е. Што е јака, дефинитивно јака кола. Барем Rockstar знаат коли да прават. Океј, идеме сега пак. Добре, зашто? Баба! Добре, јас сум легенда. Чекај, можем од овде да идам? Дај од овде ќе идам, само за да не се дебилашам. Па и од овде треба да идам јас, бе, јас сум дебил. Зашто звуков се гаси само така од нигде никаде? Добре, уште добро бе, само се гаси звуков. Уште малце сум таму. Уште малце. Леле, знаеш како ќе искршам компјутеров ако стварно не успеам сега? Не, чекај. Ќе идем од овдека само затоа што знам дека таму треба да мавам онакво. Од оваа страна нема ништо, не треба ништо да мавам. Не јади бурек. Океј, идеме сега. Добро, уште малце сум таму. Уште малце. Сега буквално треба многу да пазам. Затоа што ако се мавнам тука, стварно сум голем дебил. Океј. Mission complete, успеав. Идеме. Доста чил сервер, никој не ме скина. Тоа е битното. Сваќаме дека не се до толку големи дебили луѓето што играат GTA Online. И туку уствари е до колата, не е до возачот. Јас сум само прво возач, туку е ја до колата, е така е.